Ново издание на вестите на Канал 8. Добар ден. Непрекинатите врнежи во изминатите 2 денонокија го покачија нивото на реките во регионот. Поголеми изливања засега нема, иако на одредени места, ако нивото на водата продолжи да се покачува, се заканува да поплави земјоделско земјиште. Сите реки во Кочанскиот регион се со зголемен водостој. Затоа придонесува непрекинатите врнежи во изминатите 48 часа. Според управата за хидрометеоролошки работи, во Кочанско во изминатите 24 часа наврнале просечно над 39 литри на метар квадратен. За сега речните корита можат да ги прифатат овие количини, за да не дојде до излевање и поплавување на околните земјоделски површини. Најголем пораст на нивото на водата има во реката Брегалница, посебно на делот после Злетовска река. Мерењата на водостојот покажуваат нејзино постојано покачување. Пред половина час, како што реков, ја проверив, контролирав нивото на река Брегалница, изнесуваше 220, што значи дека водостојот на река Брегалница иде во нагорен подем. Ако имаме во предвид, моето искуство до сега кажува дека нивото на река Брегалница излегува од своето корито на висина од 250 висински стоп, што значи дека таа можност може во вечерните часови да се достигне и ќе биде алармантно за водите на реката Брегалница. Под вода се околу 40 на хектари оризни ниви во близина на Градовци, што е резултат на покачувањето на нивото на подземните води во близина на реката. Поплавување има и околу коритото на Брегалница во атарот меѓу селата Теранци и Мојанци. И нивото на Кочанска река се покачи за 10 сантиметри, а зголемен водостој има и Злетовска река. Од Центарот за управување со кризи велат дека тоа сепак не представува закана за поплавување на куќите во блиските села. И во акумулациите во регионот има зголемен доток на вода. Во браната градче влегуваат по 5 метри кубни вода во секунда, а дотокот во Калиманци е многу поголем. Односно, во неа се влеваат по 50, а се испуштаат по 14 метри кубни вода во секунда. Според одговорните во водостопанство Брегалница, акумулацијата има резерви за уште околу 10 милиони метри кубни, па ако врнежите продолжат, таа ќе почне да се прелева. Влажното време ги донесе и првите вистински снежни врнежи. Покривка до 10 сантиметри на пониква и краткотрајни префрлувања од снег во котлината. Снежните врнежи на Пониква започнале по 2 часот из утрината. 3 тони сол и 7 метри кубни ризла фрли Кочанската секција на Македонија пат за да стопи 8 до 10 сантиметри снег на коловозот на регионалниот пат Кочани Пониква на потегот од шумската кукичка конски центарот. Екипите на Македонија пат се принудени да се справуваат и со големи одрони на делницата од Истибања до браната Калиманци. На околу 3 километри пред браната имаше и масивен одрон од Карпа. Посетни ситни одрони се забележани од странети на потегот помеѓу местото викано Превалец и Берово на истата магистрала А3 Кочани Делчево. Честото одронување беше причина екипите на Македонија пат да излегуваат 4 до 5 пати во текот на денот за да интервенираат. Службите се подготвени, јавното претпријатие во пресред на зимската сезона ќе биде опремено со доволни количини сол и песок. 250 тони сол за оваа зимска програма се предвидени во складот на Македонија пат. Исто така беа донесени 342 метри кубни песок секојдневно транспортирани со камиони до последната недела од минатиот месец. Од пред 6 дена до 22 февруари Македонија пат влезе во втор степен на готовност, што подразбира дежурства од 24 часа. Предпријатието е обврзано со своји возила да излегува 2 пати дневно доколку има појава на снег и голомразица, и тоа во термините помеѓу 4 и 6 наутро и 16 и 18 часот попладне. Македонија пат за оваа намена има на располагање 4 камиони опремени со плуки посолувачи. Првите снегулки попладнево беа забележани во Кочани. Во куз временски интервал од 20 на минути, тие паѓаа забрзано, но не успеа да се задржат поради малиот обем и влажната земја од претходните големи количини на дожд, што наврнаа во последните 48 часа. Градоначалникот Радко Димитровски испрати писмен допис до медиумите, во кој реагира на пресконференцијата, што во петокот ја одржа советничката група од опозицијата, а која што беше посветена на нацрт буџетот на општината за наредната година. Во дописот, меѓу другото, тој оценува дека преку советнички прашања и популистички памфлети се бара нешто што е невозможно да се реализира.
Во писмената реакција што ја испрати градоначалникот Ратко Димитровски, тој оценува дека во јавувањето на опозицијата со пресконференција нема ништо ново, затоа што нејзините представници во Советот не се вклучувале во буџетскиот календар, не присуствувале на координации и комисии и не давале писмени и аргументирани предлози. Првиот човек на општината смета дека опозиционерите немаат представа за финансиите што се потребни за проекти, па на самата седница на Советот предлагале суми од ракав. Преку советнички прашања и популистички памфлети бараат да се реши нешто за што и самите се уверени дека не е можно. Изградба на 2 моста на Кочанска река тежат колку 3 комплетни буџети на општината. Покривањето на каналот и проблемот со водата кај атомските згради се во друга надлежност, исто како и споменикот на слободата. Преку нивни медиуми пласираат дека 3,5 милиони денари за репрезентација се премногу, делејќи ги погрешно на денови и вработени. Се заборава фактот дека се работи за годишен буџет на сите општински институции и дека тоа е околу 1% од буџетот за повеќе од 1100 вработени во 12 институции. На име на градоначалникот досега нема ни една општинска дневница. Во дописот до медиумите, градоначалникот го споредува периодот пред неговото доаѓање на функцијата и годините потоа. Се забораваат фактите од 2009 година и после неја. Од 1996 до 2009 година немаше ниту еден капитален објект, ниту една улица, водоводна цевка или слично. Зашто се наменуваат тогаш парите на граѓаните и каде завршуваа? Да ве подсетиме дека после 2009 година изградивме 6 спортски игралишта, го реконструиравме водоводниот систем и изградивме 2 нови експлоатацијски бунари, изградивме канализации во Нивичани, Прибачево, Бели, Оризари и Тракање, мост во Полаки. Изградивме пешачки патеки и тротоари во центарот на градот, во Оризари, Градовци и Тракање. Во продолжение се набројуваат уште неколку реализирани проекти, меѓу кои и асфалтирањето улици, изградбата на атмосферска канализација и инвестицијата од 1 милион евра на Пониква. Исто така се споменуваат и планираните проекти за вонаредниот период, поради што, според Димитровски, на граѓаните е да ценат кој шири популизам, а кој работи и се грижи за нив. Во писмената реакција што ја испрати градоначалникот Ратко Димитровски, тој оценува дека во јавувањето на опозицијата со пресконференција нема ништо ново, затоа што нејзините представници во Советот не се вклучувале во буџетскиот календар, не присуствувале на координации и комисии и не давале писмени и аргументирани предлози. Првиот човек на општината смета дека опозиционерите немаат представа за финансиите што се потребни за проекти, па на самата седница на Советот предлагале суми од ракав. Преку советнички прашања и популистички памфлети бараат да се реши нешто за што и самите се уверени дека не е можно. Изградба на 2 моста на Кочанска река тежат колку 3 комплетни буџети на општината. Покривањето на каналот и проблемот со водата кај атомските згради се во друга надлежност, исто како и споменикот на слободата. Преку нивни медиуми пласираат дека 3,5 милиони денари за репрезентација се премногу, делејќи ги погрешно на денови и вработени. Се заборава фактот дека се работи за годишен буџет на сите општински институции и дека тоа е околу 1% од буџетот за повеќе од 1100 вработени во 12 институции. На име на градоначалникот досега нема ни една општинска дневница. Во дописот до медиумите, градоначалникот го споредува периодот пред неговото доаѓање на функцијата и годините потоа. Се забораваат фактите од 2009 година и после неја. Од 1996 до 2009 година немаше ниту еден капитален објект, ниту една улица, водоводна цевка или слично. Зашто се наменуваат тогаш парите на граѓаните и каде завршуваа? Да ве подсетиме дека после 2009 година изградивме 6 спортски игралишта, го реконструиравме водоводниот систем и изградивме 2 нови експлоатацијски бунари, изградивме канализации во Нивичани, Прибачево, Бели, Оризари и Тракање, мост во Полаки. Изградивме пешачки патеки и тротоари во центарот на градот, во Оризари, Градовци и Тракање. Во продолжение се набројуваат уште неколку реализирани проекти, меѓу кои и асфалтирањето улици, изградбата на атмосферска канализација и инвестицијата од 1 милион евра на Пониква. Исто така се споменуваат и планираните проекти за вонаредниот период, поради што, според Димитровски, на граѓаните е да ценат кој шири популизам, а кој работи и се грижи за нив. Финансиските планови за работа на основните и средните училишта за идната година се оценети како нецелосни, поради што не добија подршка од Советот на општината. Најголеми забележки имаше за одредени ставки што се однесуваат на материјално работење, што може да го наруши наставниот процес.
Кочанските училишта ќе мора да ги доработат финансиските планови за работа за едната година. Финансирањето на одделни ставки предвидени во нив е недоволно, поради што постои сомнеж оти нема да се обезбеди нормално реализирање на наставниот процес. Забелешки за плановите беа искажани на последната седница на Советот, а советниците наведоа и конкретни ставки за кои се предвидени малку пари. За едно училиште кое што има и две подрачни училишта да имате ставка од 50.000 денари за одржување на хигиена, ќе се сложите дека не е реално. Значи многу работи тука не чинат. Материјали за работа ќе видите дека имате ставка по 40 до 60.000 денари. Илузорно е кога дневно колку хартија се користи во училиштата, колку се фотокопира, колку се работи на работниот материјал. Никој не зел предвид дека Кембридж програмата кошта. Училиштата се изложени на дополнителни, трошоци и сето тоа мислам дека треба да се земе предвид. Менаџирањето со училиштата ќе биде оттежнато доколку не се подобри нивната финансиска основа, беше речено на седницата. Повремената поддршка што дополнително им ја дава општината не може да биде покритие за трошоците што ќе се појават во работењето, туку за тоа треба да се најде соодветно и долгорочно решение. Во спротивно, тие нема да можат да ги купат основните материјали потребни за реализирање на наставата. Материјали за училишен прибор и слично има 0 денари во неколку училишта. Значи креди од дека ќе се купат не е јасно. Значи, не може директорите да купат ни еден шестар, географска карта, за повеќе и да не збореме. Се бара од нас наставни ливчиња, разни тестови и слично, а имаме 0 денари за харта и за копирање. Значи, или ќе одеме на спонзорства од родители, или директорите сами ќе треба да се снајдат, а во најголем дел случаи наставниците тоа го поднесуваат на свој грб. Како показател дека училиштата тешко се справуваат со покривање на трошоците за работа е што тие се дојдени во ситуација да собираат донации од родителите на учениците за да се варосаат училниците. Таквата состојба ги натера советниците да размислат околу усвојувањето на финансиските планови, поради што тие не ја добија поддршката, па ќе мораат во наредните 2 недели да се доработат, односно да се предвидат доволно средства за материјалното работење. Голем број верници се собраа да го чествуваат патронот на Кочанскиот храм Свети великомаченик Ѓорги. На литургијата чиноначалствуваше владиката Иларион. Голем број верници се собраа заеднички да го чествуваат патронот и заштитник на Кочанскиот храм Свети великомаченик Ѓорги. На литургијата чиноначалствуваше митрополитот Брегалнички Иларион и игуменот на Лесновскиот манастир отец Дамаскин со свештениците од Брегалничката епархија. Би сакал да им го честитам на сите православни верници празникот, посветен на светиот маченик Ѓорги и на светиот Алимпије Столпник. Овие два светилника, Божји угодници, едниот маченик, вториот подвижник, придонесоа за верата Христова, ја исповедаа верата Христова, а денеска ние од нив црпиме помош и благодат, односно имаме молитвени застапници пред престолот Божји. Ги молиме нив и сите свети, Мајката Божја, да не чуват и да не пазат, да не закрилуват и да не водат по патот на вечноста. На 9 декември, кога се честува споменот на Свети великомаченик Ѓорги, истоимениот Кочански храм е осветен и од тогаш се празнува името на светецот како патрон и заштитник на верниците. Митрополитот Брегалнички одржа беседа од житието на Свети Ѓорги. Светиот великомаченик Ѓорги, победоносец во народот познат како Свети Ѓоргија, живеел и пострадал за време на безбожниот римски цар и идеопоклоник Диоклецијан, во чие време се вршело прогонство и убивање на христијаните. На овој ден голем број кочански семејства имаат домашна куќина слава. Рокерска ноќ со настап на десетина музичари и групи ќе се одржи по повод 50 годишнината од појавувањето на рок-н-рол музиката во Македонија. Настанот ќе се случи во Скопје, а носител на организационите активности е кочанскиот рокер Симеон Иванов Канго. Среќен сум што можам да ги информирам моите сограѓани, макар да ова работа се случува во Скопје. Трета година поред славиме дипломатскиот кор на рокерите Рок Кор, 50 години јубилеј на тоа наше рок живење и дружење. Се одржува на 10 утре среда во домот на младите МКЦ од 20 часот до 01, значи по полноќ.
Секој оној што може да дојде, ќе ни биде драго да се дружиме, да комуницираме и главната поента наша е да остани аманетот, пораката, да створиме свет подобар за утре, свет без граници, да се надпреваруваме културно, да не водиме војни, него само љубов. Во нашето време хипи, пауер, флауер, децата на револуцијата или децата на цвеќето, главната поента ни беше да нема дискриминација, да нема деструкција, да нема војни. А главната поента на љубовта е творештвото. Од неа се ствара пород човечки, од неа се ствара дела кои остануваат вечно, а ние рокерите и уметниците немаме со што друго да оставиме трага и порака, ако не со љубовта, впрочем тоа само ни и остана. Следуваат спортските информации. Одличен успех за спортистите викендов. Трето место за гимнастичарите во Нови Сад. Злато за каратистот Роберто Здравковски во Тетово. Настап на гимнастичарите на репрезентативно ниво во Нови Сад, Војводина од 5 до 7 декември на меморијалниот турнир Лазар Крстич и тромеч во машка конкуренција. Настапија репрезентациите на Македонија, Србија и Словенија. Учесници од клубот за гимнастички спортови Кочани беа 5 надпреварувачи, 4 во машка и 1 надпреварувачка во женска конкуренција, и тоа Ненад Атанасовски, Петар Каров, Ристи Симеонов, Димитри Спасов и Јана Николова. Позначителни резултати забележаа Ненад Атанасовски и Петар Каров, кои се квалификуваа во 8-те најдобри по справи, и тоа Ненад Атанасовски како четврто пласиран на карик и 5-ти на разбој, додека Петар Каров се квалификуваше на партер, прескок и разбој и беше 8 пласиран. Останатите надпреварувачи имаа солидни настапи, а селекторот на македонската гимнастичка репрезентација и тренер во клубот за гимнастички спортови Кочани Николчо Колев е задоволен од резултатот на своите избраници со оглед на тешката конкуренција која броеше над 200 надпреварувачи од 21 земја како Романија, Италија, Јордан, Либија, Шведска, Австрија, Бугарија, Словенија и така натаму. Во тромечот Македонија успеа да се искачи на пиедесталот како трето пласирана. На 14 декември ќе се одржи прогласување на најдобрите за изминатата 2014 година, а настанот ќе се одржи во хотелот Слив. Роберто Здравковски, член на карате клубот Партизан, освои златен медал на традиционалниот меморијален карате турнир Тетово Open 2014 во својата категорија до 35 килограми. Тој беше единствен кочарски представник на турнирот. Во 3 борби оствари исто толку победи и во голем стил во сите настапи со противниците, напоени 8:0, успеа да дојде до најсјајното одличие. Лош викенд за екипните спортови. Порази за баскет Дино и клубот за мал фудбал Бели во второлигашката конкуренција. Високи порази за баскет Дино и клубот за мал фудбал Бели во второлигашката конкуренција во рамки на колата од продолжениот викенд. Во Кочани баскет Дино Вардара Паве 68:100 останати резултати од колото, Борец баскет Михајловски 78:68, Шкупи без 62:61, Црндрим Те баскет 61:85 и Тетекс ТТК Пелистер 85:64. Слободна ова коло беше екипата на Радовиш. На табелата води Те баскет со 14 бода, пред Пелистер и Борец со по 11, Вардара Паве и Шкупи имаат по 10. Баскет Дино е закован на последната позиција со 6 бода. Викендов се одигра и редовното коло во М18 кошаркарската лига. Резултати: баскет Дино Гоце Делчев 78:67 во надпревар одигран во Кочани, додека без беше подобар од Радовиш во вториот надпревар од колото со 57:41. За баскет Дино од претходно е познато дека обезбеди пласман во следната фаза од надпреварувањето во М15 кошаркарската лига. За баскет Дино од претходно е познато дека обезбеди пласман во следната фаза од надпреварувањето во М18 кошаркарската лига. Дебакал на кочанскиот представник во втората македонска футсал лига, Шкупи Бели 9:1. Стрелец на единствениот погодок за Бели беше Јанев. Табелата во втората футсал лига изгледа вака: на првата позиција Шкупи со 18 бода, колку што има и Цико на втората, Шкендија е трета со 15, следуваат Кратово, Рудник Сасаов, Чеполе, Гемиджи, Бели е на 8-та позиција со 6 бода, а последна е Богородица без бодови.
На листата на стрелци кај Бели понатаму води Лјупчо Коцевски со 13 погодоци. Ги следевте вестите на Канал 8. Ви благодариме што бевте со нас. Следете не и на kanal8.mk. Довидување.